почитувани пратеници, актуелни и поранешни пратеници, почитувани присутни, почитувани медиуми. Овој настан, на кој што во Домот на граѓаните, Собранието на Република Македонија, го одбележуваме Меѓународниот ден на демократијата, испраќа силна порака дека демократските вредности се наша заедничка определба. Подадовме раци едни кон други кога избравме да чекориме по патот на демократијата. Македонци, албанци, турци, срби, роми, бошњаци, власи, други, независно од нашите политички, етнички или други определби. Владата на Република Македонија денеска искрено сака и правиме напори да продолжиме да работиме заедно. Секој да биде вклучен, да биде отворен. Секој да добие можност да се почитуваме, затоа што секој е важен. Така се гради едно заедничко општество за сите. Едно заедничко општество за сите е едината на Република Македонија. Граѓаните покажаа дека го знаат тоа. Како представници на граѓаните, да ја почитуваме нивната волја и зад граѓанските и државните интереси да застанеме заедно. Влада, парламент, председател на државата, власт, опозиција, институции, граѓански организации, експерти, поединци. Вечерва ја испраќам пораката до сите. Владата на Република Македонија е подготвена да биде партнер на сите. Бидете и вие партнер на владата. Заеднички ќе бидеме во напорите и заеднички ќе ни бидат резултатите. Како премиер, во име на владата се обврзувам дека ќе ги продолжиме и ќе ги интензивираме инклузивните политики во општеството, како и соработката на регионално и меѓународно ниво. Тие отвараат демократската иднина на Република Македонија кон демократскиот свет. Две дестинации водат кон демократскиот свет, што ќе обезбедат економската и безбедносната стабилност на државата. Тоа се Европската Унија и НАТО. Крајот на ова 2017 година и следната 2018 година носат реални шанси за перспективи кон Европската Унија и НАТО. Моментумот е важен. Потребна е одговорност и сериозност. Да се здружиме и да успееме заедно. Демократијата, почитувани граѓани, носи мир, индивидуален спокој и економски напредок. Светот го препознава значењето на демократијата и изградбата на инклузивни општества. Затоа, оваа година, Меѓународниот ден на демократијата е на тема демократија и спречување конфликти. Затоа светот оценува дека за мир и стабилност потребно е зајакнување на демократските институции. Или, како што стои во објаснувањето за изборот на темата, потребна е изградба на еластично општество со инклузивно демократско владење, со почитување на човековите права и владење на правото. Го искусивме ударот врз демократијата токму во овој парламент, кој што од политичката криза излезе посилен, затоа што успеа да ги надмине политичките интереси и препознавајќи дека излезот е во почитувањето на заедничките граѓански интереси. На денешниот Меѓународен ден на демократијата светот се фокусира и на зајакнување на граѓанското општество, а Република Македонија и владата на граѓаните, што ја предводам, веќе се отворени за граѓанските организации, кои станаат цврста алатка во изградбата независни демократски институции, во кои што се практикуваат демократските политики, каде граѓанинот е власт, а власта не му служи. Универзалната декларација за демократија на Интерпарламентарната унија, што ја поттикна Организацијата на Обединетите нации да го прогласи 15 септември за Меѓународен ден на демократијата, е обврска за сите нас да ги почитуваме одредбите за зачувување на достоинството на поединецот, постигнување социјална правда, поттикнување економски и социјален развој на заедницата, кохезија на општеството за национален мир. И сето ова, владата го прави и е подготвена да го обезбеди, посветено
енергично, ефикасно, почитувани граѓани и присутни, заедно со сите вас. Владата на Република Македонија доби влада, што го слуша неуморно гласот на поединецот и на општеството. Промените во државата сакаме да ги мотивираме низ промени во начинот на работа на самата влада, низ натрешна отвореност, ако е потребно и критика, за да дојдеме до најдобрите решенија. Затоа што демократска влада знае дека демократијата не е единствен процес и не се стекнува еднаш за секогаш, туку тоа е пат што се оди, а цвеќињата по него треба постојано да се полеваат за да живеат и да не радуваат со нови бои. Нашата држава, почитувани граѓани, помина многу искушенија на демократијата. Првите парламентарни избори во 1990 година, изборот на првиот председател Киро Глигоров во 1991 година, потоа и првата влада предводена од Никола Клюсев, референдумот за независноста, донесување на новиот устав исто во 1991 година, формирањето на армијата во 1992 година, бранот меѓународни признавања на Македонија од 1992 година, воведувањето државна валута, прогласувањето на химната, полноправното членство во Генералното собрание на Обединетите нации во 1993, пописот во 1994, усвојувањето на официјалното знаме во 1995 година, успешно надминување на воениот конфликт во 2001, добивање статус земја кандидатка за членство во Европската унија 2005 година, визната либерализација во 2009, воспоставената трговска асоциација меѓу Македонија и Европската унија во 2011 година, договорите 1 и 2 од Пржино што обезбедија пат кон првите демократски избори по долгогодишен период на 11 декември, формирање реформска, отчетна и транспарентна влада на 1 јуни оваа 2017 година. Паралелно се развиваше и граѓанскиот активизам преку издавањето на првиот адресар на невладини организации на НВО Македонија во 1996 година, формирање на Зелената коалиција за еколошка заштита на Велес во 2008 година, формирање на граѓанската иницијатива Аман за заштита на правата на исклучените потрошувачи од мрежата за парно во 2013 година, формирање на најмасовната иницијатива Студентскиот пленум во 2014 година, референдумот за ГТЦ во 2015 година, формирање на движењето Шарена револуција, што одбележа 2016 година, но и беше своевиден прв чекор кон пресвртот во граѓанската свест и мотивација на граѓаните за излезност на изборите и вклучување директно во политичките процеси. Денес, како што реков, граѓанските организации се активен дел од креирањето и реализацијата на политиките со кои што Демократска Република Македонија се стреми да го официализира својот статус и како Европска Република Македонија и достојна членка на НАТО алијансата. Низ реформските процеси што обезбедуваат фер шанси и еднакви шанси за сите, ја правиме возможна оваа демократска иднина на Македонија, која што ќе овозможи многу економски придобивки за секој граѓанин. Како што ја чувствува слободата секој граѓанин, така слободата ја чувствуваат и домашните и странските инвеститори, чии што заинтересираност се зголемува и ги очекувам во скоро време и првите видливи резултати. Ги заменивме со енергичност и оптимизам, заморот и цинизмот и да продолжиме по тој пат. Човекот, граѓанинот, почитувани граѓани, е првиот дом на демократијата. Да ги поттикнеме демократските вредности во себе и да ги споделиме меѓу себе. Низ демократијата да ги обезбедиме неопходниот мир и потребната економска стабилност за нас и за нашите деца, кои ни се потребни во и за нашата заедничка држава, Република Македонија. Благодарам.